Како бомба одекна веста дека францускиот гигант наскоро би го превзел германскиот Opel од General Motors. Таа е дополнета и со фактите дека автомобилските гиганти GM и PSA, производителот на марките Peugeot Citroën, се наоѓаат во напредната фаза на преговори за преземање на Opel Vauxhall од редовите на францускиот автомобилски концерн. Секако, по ова следаа голем број реакции пред се од страна на германскиот производител, како и самата влада на сојузната држава. GM и PSA успешно соработуваат во Европа веќе неколку години како на позајмени заеднички платформи и споделување производствени капацитети во неколку SUV изведби и миниван модели. Новите договори може да доведат до сериозно разместување на позициите во автомобилската индустрија. Одлучувачка улога за стекнување на Opel ќе одигра најголемиот азиски партнер на PSA Group, кинескиот холдинг Dongfeng, кој ќе го финансира договорот. За возврат во GM изгледа се подготвени да заминат во целост од Европа, откако пред неколку години прво го погребаа брендот Saab, а потоа се откажаа и од продажбата на Chevrolet на стариот континент. Од американскиот концерн потврдија дека преговараат со французите, но нема никакви гаранции дека разговорите ќе завршат брзо. Тие не негираат дека тоа е дел од стратегијата на компанијата, а по ова се појави и шпекулациите дека доколку го продаде Opel, американскиот концерн би го купил Fiat Chrysler, па на тој начин повторно би бил присутен во Европа. На ова бурно реагираа во родната земја на Opel, потенцирајќи дека ова е германска компанија. Свое гледиште за ова дадоа синдикатите, здруженијата на вработени, па и самиот врв на државата. Останува времето да си го покаже своето. Бизнисот си е бизнис. Продажбата на хибридни автомобили од марката Toyota веќе ја надмина границата од 10 милиони, соопшти компанијата. Границата е надмината неодамна, а последните официјални податоци се дека се продадени веќе 10 милиони 48.500 возила. Prius, кој се појави на пазарот во крајот 1997 година, беше првиот сериски хибриден автомобил во светот. Во првата година на своето производство тој се продаде во 300 примероци, и тоа само на јапонскиот пазар. Минатата година од хибридната гама на Toyota се продадени 1406 милиони автомобили, вклучувајќи го и брендот Lexus, речиси половина од нив во Јапонија. Денес, благодарение на овие луѓе кои му дадоа шанса на Prius, хибридните возила имаат постојан раст во популарноста, несомнено се меѓу најуспешните на бранот на успехот и смело ја надградуваат автомобилската технологија. Според проценките на компанијата, пласираните хибридни автомобили заштедиле околу 77 милиони тони стакленички гасови и 21,5 милиони тони бензин. Со раст од 21,4% во споредба со 2015, во 2016 година SUV возилата регистрираат нов продажен рекорд во Европа. Според податоците на Yato Dynamics, секоја четврто купено возило во текот на изминатата година во Европа било представник од популарниот сегмент. Вкупната реализација во сегментот за 2016 достигнува ниво од 3,9 милиони единици во однос на 3,2 милиони за 2015. Кога ќе се земе во предвид вкупниот резултат во бизнисот од 15,15 милиони нови автомобили, тогаш се потврдува констатацијата дека скоро секоја четврто возило е од овој сегмент. Токму оваа бројка придонесе пазарниот удел на SUV моделите да достигне рекордно ниво од 25,6% и ја зацврсти неговата позиција на фаворизиран сегмент од европските потрошувачи. Втор со пазарен удел од 21,1%. Во 2015 со 22% и продажба од околу 3,2 милиони единици се подредува B сегментот. На трето се представниците од C сегментот со удел од 20,2% и малку над 3 милиони нови регистрации. Од Yato Dynamics коментираат дека трендот на пренасочување на корисничкиот апетит од типичните хеджбек, седани, каравани и мултифункционални изведби кон многопрофилните и функционални SUV изданија расте со неверојатна стапка, па ваквиот пораст за овој вид на возила ќе се задржи во текот на наредните години.
Во основата на караванската инсигнија е новата платформа на Opel која е во базата и на стандардниот модел прикажан на крајот на минатата година. Тоа им овозможува на моделите да ја намалат тежината околу 200 кг во споредба со својот претходник. Во исто време, растојанието помеѓу двете оски е зголемено со 92 мм, а должината на караванот веќе достигнува 4986, што е за 73 мм повеќе во однос на претходната изведба. Покрај тоа, Sports Tourer е за 31 мм повисок. Поголемите димензии сепак не се одразуваат на волуменот на багажникот, чиј волумен останува 520 литри, но при склопување на задните седишта веќе достигнува до 1638 литри, што е за 110 повеќе од досега. Како опција, клиентот може да си нарача посебен систем, при кој багажникот се затвора со притискање на копче. Освен тоа, има и функција за бесконтактно отварање, а за таа цел е потребно само да се помине со ногата под задниот бранек на возилото. Од Opel не открија детали за палитата мотори на инсигнија Sports Tourer, но е сигурно дека тие ќе бидат истите што ги има и лифтбекот. Тоа се бензински мотори со зафатнина од 1,5 и 2 литри, како и дизел од 1,6 и 2 литри. Верзиите со преден погон ќе добијат 6 брзински мануелен менувач, а оние со погон на 4 тркала автоматски со 8 брзини. За караванската изведба ќе бидат достапни сите системи за безбедност и асист состави за возачите, кои беа прикажани во дебито на стандардниот модел. Покрај тоа, инсигнија Sports Tourer ќе се потпира на нов систем за погон на 4 тркала со 2 електронски управување на оската и адаптивна шасија. Volvo го представи новото V90 Cross Country со кампањата под наслов "Живеј целосно тука и сега". Таа е инспирирана од покојниот британски писател и оратор Алан Watts, еден од првите англиски филозофи кои зборуваат за будизмот и таоизмот, и така ја интерпретираат и промовираат источната филозофија за западниот свет. Без клиширани слики на приградски терени и офроуд можности, V90 Cross Country е представен како совршено возило за бегство од преоптовареното секојдневие, кој му возможува на собствениците да најдат идеална рамнотежа помеѓу работата и слободното време. Според меѓународно истражување спроведено од Volvo Cars, 6 од 10 луѓе сакаат да поминуваат повеќе време во природа и да спортуваат на отворено. Туризмот, трчањето и возењето на велосипед ги заземаат првите 3 места меѓу најпосакуваните спортски активности. Дури 68% од оние кои не успеваат да одвојат време за хоби признаваат дека работата зазема голем дел од нивните животи. Volvo V90 Cross Country ги инспирира луѓето повторно да се дел од авантури кои некогаш ги посакале. Со луксузни чисти линии и импресивна проодност во секакви временски услови и на секаков терен, новото V90 Cross Country е создадено да ве однесе далеку од градот, за да се занесе по омилените активности на отворено. Скандинавскиот дизајн и изработка даваат чувство на софистицираност и луксус, а големите тркала и зголеменото растојание од тлото гарантираат безбедност и мир на секакви површини на коловозот. Функцијата Hill Descent Control и погонот на сите тркала овозможуваат на автомобилот да надмине и најтешки услови на патот. Управувањето се прилагодува според потребите на возачот со избор на соодветниот режим: комфорт, еко, динамик, офроуд или индивидуал. Новиот Civic е резултат од најголемата развојна програма на нов модел во историјата на Honda. Уште од најраната фаза, тимот од инженерија продолжи новината на споредба со најдобрите автомобили од компактната класа од најлуксузните европски брендови. Податоците од ова истражување беа користени кај новиот Civic во однос на возењето, управувањето, обучавата и вибрациите, квалитетот на интериерот и целокупното подобрување. Несвојствено за Honda, глобалната програма вклучува верзија со 5 врати, со 4 купе и Type R, како дел од заеднички развоен проект кој треба да ги надмине европските стандарди за квалитет и динамика.
Коефициентот на воздушен отпор и предната зона А е подобрен за 3% во однос на претходната генерација на Civic до најдобрите во класата вредности според податоците од тестовите на Honda. Дизајнот на новата платформа, изборот на материјали, целокупниот инженеринг и новите производствени техники се клучни за создавање на полесна и истовремено со поцврста структура. Таа е со 16 килограми полесна од онаа на претходната генерација, но за сметка на тоа е со 52% повисока отпорност против извртување. Honda Civic во Европа ќе се нуди со две главни и нови за моделот моторни верзии. Иако новата 3-цилиндарска 1.0 модификација звучи многу охрабрувачки со своите 130 конски сили и потрошувачка од 4,7 литри на 100 км, поветувачки особини нуди новата 1,5 литарска верзија со незините 182 конски сили. 4-цилиндерската 1,5 литарска VTEC турбо модификација на Honda Civic 2017 ќе им предложи на идните собственици значително подобрување во споредба од својот претходник со 1,8 литарски VTEC мотор. Civic 2017 ќе се нуди во 3 нивоа на опрема, од кои 2 со акцент на спортското однесување на патот и целокупното задоволство од управувањето. The Nissan Blade Glider. Nice. Electric? 100%. It goes from 0 to 100 kilometers per hour in less than 5 seconds. As we're in Monaco, we thought we'd have a race. Great. There are only 2 of these in the world, so perhaps take it easy? No. Ooh, what does this button do? That's drift mode. Don't touch that. Is this supposed to be a race? So, how was that? That was fun. Good. Thanks for... Oh, she's gone. Голем број на компании во светот развиваат персонални летечки објекти кои работат на принципот на воздушно перниче или ховеркрафт. Руската компанија Hoversurf работи напорно на развој на летечки мотоцикл, но овој принцип ги демонстрира достигнувањата во тој правец. Машината е наречена Scorpion 3. Има 4 елипси, секоја задвижувана од сопствен електромотор. Електричната енергија доаѓа од акумулатор монтиран централно во конструкцијата, каде се уште се седиштето и контролните елементи. Реално гледано, тоа е комбинација од дрон со 4 елипси и мотоцикл. Според Hoversurf, Scorpion 3 може да се управува рачно или автономно со користење на оригиналниот софтвер на компанијата. За жал нема податоци за досегот со едно полнење или времето за истото, но се вели дека во Hoversurf се испитуваат можностите за користење на стандарден, конвенционален мотор како генератор на струја за продолжување на километражата. Од Hoversurf сметаат дека кога Scorpion 3 ќе излезе на пазарот, тој ќе им се допадне на ентузијастите на екстремните спортови и авантури. Машината според нив има и воен потенцијал, како и можност за употреба како летечки такси на кратки растојанија.
Форд објави дека компанијата ќе инвестира $200 милиони во целосно нов комплекс за аеродинамичност и климатизација, со помош на кој ќе биде во можност да одговори уште подобро на потрошувачките барања во однос на подобрување на горивната економичност и динамичното однесување на патот. Новиот комплекс на Форд, кој ќе биде изграден во близина на тест центарот на брендот во Ален Парк во Мичиген, ќе располага со високотехнолошки тест лансери кои ќе им овозможат на инженерите и дизајн тимовите на компанијата да го тестираат развојот во скоро реални услови. Објектот ќе има специјално дизајниран воздушен тунел со систем кој ќе им овозможи на тимовите буквално да имплементираат пат и да се врши симулации со брзина од 320 км на час. Во исто време, новиот објект на Форд ќе овозможи спроведување на стандардни тестови со струење, каде брзината може да достигне до импресивни 300 км на час. Новиот комплекс на Форд ќе располага и со климатизирана тест зона во која ќе може да се постигнат температури од -40 до +60 степени. Новиот Audi SUV, најмалиот модел Q2, не тргна по веќе трасираниот пат како останатите членови на семејството. Без оглед на униформираноста, која веќе подолго време владее во гамата на овој премиум производител, Q2 намерно или не скроене да изгледа поинаку. Не дека веќе при визуелниот контакт нема да препознаете на кое семејство припаѓа, но ако малку повеќе се погледне, веднаш доаѓаат до израз иновативните и малку подинамични линии, кои несомнено нудат одредена свежина и оригиналност, кои во овој сегмент впрочем и се неизбежни. Нема сомневање, Audi Q2, за разлика од останатите поголеми представници во палетата, прави естетски исчекор, но се во духот на имплементирање во денешните трендови на силна индивидуализација. Веднаш на почетокот мора да се расчисти дека иако тоа многумина така го квалификуваа, не е воопшто намален Q3, најновиот член на Q семејството, како прво не ја користи платформата на која е надграден неговиот поголем брат PQ35, туку е поставен на новата модуларна MQB. Потоа се разликува и во односот на димензиите, дури 24 см е пократок, 1 потесен и за 10 понизок од Q3. Меѓуоскиното растојание е горе-долу исто, на ниво од 2,6 метри. Ако сакате некоја подетална споредба, Q2 според димензиите е многу близок на моделот A3, но не спортбек изведбата. Епилогот од ова е сосема јасен. Големата широчина му дава поголема стабилност на возилото, а пак намалувањето на должината и височината со вградувањето на тркалата во самите агли му даваат на Q2 признак на урбан кросовер, што очигледно била идејата и целта на инженерите од Инголштад. Она што Q2 го чини типично аудиевски се секако предната отворена сингл фрейм маска и препознатливите светла за оваа цел, минимизирани и украсени со LED визуелен подпис. Бочната линија е апсолутна новост, со испакнат шестоаголен облик и контрастно финиширан масивен C носач. Остриот дизајн продолжува и позади, со новиот дизајн на светлата налик на ониот поло. Монолитниот дизајн е зачинет со модерно скроени штитници, атрактивни филни, алуминиумски елементи. За разлика од надворешноста, првото големо изненадување е понудата на просторот, која е над сите очекувања. Место има навистина доволно како напред, така и позади. Понудата е на рамниште на поголемиот Q3, што во однос на надворешните помали димензии е навистина повеќе и од солидно. Позицијата за седење е значително пониска, дури 7 см во однос на Q3, а добро е осмислена позицијата на сите седишта, предната арматура остава поволен впечаток, што и дава оценка плюс на ергономичноста.
Освен прегледноста на инструментите, свој полн придонес дава и инфосистемот, каде доминира фиксниот и лесно читлив екран, како и инфосуставот пред самиот возач, кој лесно може да се индивидуализира и без оглед на врстата и начинот да стигнете до листата на информации. Добриот распоред на седиштата дава и солиден капацитет на багажниот простор, кој изнесува 402 литри, што е во самиот врв во однос на конкурентите. Кога ќе се собере се, ентерирот во Q2 навистина нема да разочара никого, па и оние најпребирливите кои држат цврсто до премиум понудата. На крајот, добри оценки и за средишниот потпирач за раце, кој одлично е поставен за да не пречено го контролирате мултимедијалниот систем како и за клима уредот. Понудата на агрегати во моментов е еден бензински и еден дизелски мотор. Тестниот модел беше со пазарно мощно интересниот 1,6 TDI, кој пристигнува со моќ од 116 конски сили и вртежен момент од 250 Нм. Во спрега со прецизниот 6-степен рачен менувач нуди солидни перформанси, било тоа да е во урбани услови или на отворен пат. По долго размислување во Инглштад дошла до заклучок дека на овој кросовер не му е потребен погон на сите 4 тркала. Ова остварување се управува како добар компакт, со многу примеси на динамичност. Повторно потенцираме дека и ова го надополнува фактот дека ова е изведба, како буквално да е направена во едно парче. Ефикасните стручњаци се погрижиле за бучавоста и вибрациите, кои едноставно се чувствуваат дури при поголеми вртежи и брзини. А кога сме веќе кај брзината, службените вредности се 197 км на час максимална и до стотка за 10,3 секунди, со просечна потрошувачка од 4,6 литри на 100 км. Во пракса е секогаш поинаку, каде во преден план доаѓа до израз агилноста на автомобилот, при што потрошувачката на гориво никогаш не надминува над 6 литри. Интересот кој јавноста го покажува кон Аудиевата новина само потврдува дека овој сегмент несомнено во моментов многу ги привлекува купувачите, а со Q2 од Инглштад создале модел кој треба да ги задоволи сите оние кои во однос на вообичаените квалитети бараат едно ниво повеќе, кое го осигуруваат оние 4 прстени на предниот дел. Сите тие се подготвени да платат и поголема цена со цел да се издвојат, не само во однос на моделите во гамата, туку воопшто од конкуренцијата. За изведбата која ја управувавме со одредени додатоци во однос на стандардната опрема, каде несомнено има многу елементи од активната и пасивната безбедност, како и асист составите потребни се 34.900 евра. Цената да се биде дел од друштвото со членовите на Господарот на прстените е секогаш висока, па и за најмалиот во гамата. Производството на новиот кросовер на Lamborghini ќе стартува кон крајот на оваа година и ќе представува божиќен подарок за клиентите на марката. Ова го изјави главниот дизајнер на италијанскиот производител на спортски автомобили Митја Боркерт. Според неговите зборови, како целина теренецот ќе личи на концептниот модел Урус, но ќе има и значајни разлики. Тие ќе бидат претежно во дизајнот на предниот и задниот дел, кои кај сериската опција ќе бидат далеку поагресивни. Од компанијата засега не брзаат да откриваат технички детали за автомобилот, за кој се тврди дека ќе ја користи платформата на Audi SQ7 и Bentley Bentayga. Основната верзија на моделот ќе добие 4-литарски V8 мотор кој е целосно нов и не се користи за ниту еден друг автомобил на концернот Volkswagen. Подоцна се претпоставува дека ќе има и хибридна верзија на моделот, чии главни пазари ќе бидат САД, Кина, Велика Британија, Германија, Русија и земјите од Блискиот Исток.
Компанијата Lucid Motors покажа први кадри од зимските тестови на својот прв модел, електричниот Air. Станува збор за прототип кој се уште е во рана фаза на развој, а тест пилотите ја испитуваат во моментот работата на електронските системи за стабилност и сопирачките. Електромобилот е со 1000 конски сили, а од компанијата објавија дека направиле тестови на полигон во северна Минесота на минус 28 степени. Електричниот Lucid Air, кој дебатираше на крајот на минатата година, е управуван од два електромотори кои добиваат енергија од батерија со капацитет од 100 или 130 киловат-часови. Топ верзијата на Air може да помине со едно полнење 640 километри. Според производителот, забрзувањето од 0 до 100 км на час е за 2,5 секунди, а максималната брзина на електричниот е 315 км на час. Lucid Motors планира да го произведува Air во собствена фабрика во Аризона, а инвестицијата во производствените капацитети е $700 милиони. Производството треба да почне следната година, а првата серија ќе биде од 250 автомобили. Цените на секој еден електромобил се движат од $100,000 до $160,000. Новата генерација на Porsche Panamera беше представена минатата година, а во неа е вклучена верзијата E-Hybrid. Таа има моќен агрегат кој развива 462 конски сили. Германскиот производител сепак има намера да пушти уште помоќна хибридна модификација која ќе биде прикажана во Женева. Неодамна следеа непотврдени информации дека сличен автомобил ќе биде со 4-литарски бензински V8 мотор, но тие сепак беа демантирани од страна на директорот за продажба на Porsche Стефан Вач, кој потврди дека и новиот хибрид ќе се потпира на моторот од Panamera 4S, односно 2,9 литарски V6 кој развива 450 конски сили. Во пракса тоа значи дека модификацијата ќе добие повеќе од 500 конски сили, што ќе овозможи забрзување од 0 до 100 км на час во рамките на 4,2 секунди и максимална брзина од 290 км на час. За споредба, сегашниот E-Hybrid со 462 конски сили до 100 стигнува за 4,6 секунди, а максималната брзина му е 278 км на час. Неговата потрошувачка е неверојатни 2,5 литри на 100 км. Салонот за автомобили во Женева, кој годинава се одржува по 87 пат, несомнено е една од највредните манифестации од ваков карактер. Специфична по многу нешта, дел од оној салонски светски крем, многу концепти и прототипи, посебен раскош, гламур и престиж. Но секако меѓу највредните е што ова е единствен саем што се одржува на неутрален терен, се мисли земја каде нема производител на возила, а воедно ова е првиот салон во календарот на ваквите саемски манифестации на стариот континент. Посебен белек на настанот му дава фактот што свое присуство пријавија буквално сите производители кои значат нешто во автомобилската сфера и ги нема оние откажувања кои беа специфични за сличните светски смотри Детройт, Париз, Франкфурт. На брегот на Женевското езеро во 10 хали на Пал Експо конгресниот центар на 77.323.000 квадратни метри и плюс 30.000 на отворен простор. Во спектарот на бои од рефлекторите годинава ќе се најдат близу 1000 експонати од 250 изложувачи од 30 земји. Дека е ова еден од највлијателните автомобилски салони во светот потврдува и фактот дека годинава донесува, верувале или не, над 100 премиерни изданија. Поголем дел од нив не се само визија за иднината, туку модели кои веќе утре ќе ги видиме на патиштата. Не компилации и варијации на тема, туку сосем нови модели со нови технологии кои едноставно ги очекуваат првите предизвици. За годинешнава приредба свој новини најавија премиум производителите како BMW, Audi, Mercedes. Се очекуваат неколку интересни изданија од Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, па се до оние со премногу атрактивни изведби како дизајнерски така и ценовно, Pagani, Koenigsegg, Bugatti,
познати, многу премиерни изведби од Volkswagen, Opel, Renault, Toyota, Hyundai и Kia. Традиционално и овој пат екипа на Автоплус ќе биде дел од оваа блескава смотра на новитети и очекувајте богати содржини од истата. Пал Експо ги отвора вратите на 7 и 8 март за новинарите, а на 9 за посетителите. Манифестацијата ќе трае се до 19 март.